Истече рокот за поднесување кандидатури за локалните избори. Партиите и независните кандидати и официјално ги поднесоа кандидатурите за градоначалници и советници за локалните избори кои ќе се одржат на 17 октомври. Пријавите одат до општинските изборни комисии, по што треба да бидат разгледани дали се прифатливи. Потврда на кандидатите Државната изборна комисија треба да направи за неколку дена, а на 18 септември ќе се направи и ждрепката за редоследот на изборното ливче. Иако најголемите партии веќе ги објави имињата со кои ќе настапуваат на изборите, најголем дел од учесниците чекаа 5 до 12 за тоа да го сторат. Во однос на локалните избори, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски очекува фер кампања и верува дека граѓаните ќе ги препознаат квалитетните проекти со кои ќе ја порасат власта, зашто народот сакал надеж и иднина за сите. ВМРО-ДПМН, јас лично, ќе водиме исклучително позитивна кампања. Навистина, граѓаните се заморени од црни сценарија, граѓаните сакаат да видат надеж, сакаат да видат визија, сакаат да видат иднина. Се тоа кое што досега во оваа владина коалиција не може да го видат. Така што ВМРО-ДПМН ќе понуди надеж, ќе понуди визија и ќе понуди иднина на овие избори. Граѓаните пак сомничави кон локалната власт, но дел од нив се надеваа дека ќе биде подобро. Па очекувам нешто да направат за доброто на сите наши. Све е исто. Кој да дојде, све е исто. Не може ништо да се промени. Учат, копираат еден од друг. Се надевам дека ќе биде подобро. Да дадат се од себе да ни биде и на нас убаво со нив. Па ништо посебно. Иста слика како и порано. Па да ги сменеме тие што се претходните, а од нив многу подобри работи, по паметни на дело да покажат нешто што треба. До сега кандидатура како независен кандидат објави председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска, пошто таа ја доби поддршката од ВМРО-ДПМН. Таа порача дека доаѓа ново време за метрополата. Се кандидирам за градоначалник на нашето Скопје како независен кандидат на сите вас кои знаете дека може подобро. И ве повикувам заедно да се посветиме. И актуелниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов бара уште еден нов мандат. Ветува дека ќе го направил градот поубав. Скопје е град за сите. И јас искрено се радувам на секоја инвестиција која што овозможува подобрување на условите во кои што секојдневно функционираат нашите граѓани. Во изборната трка за главниот град се вклучија и личности од јавниот живот, кои во првиот круг секако ќе украдат дел од гласовите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Конкуренција ќе им биде пеачот Бени Шакири, кандидатот на Дом и ЛДП, независната кандидатка Ана Петровска, како и музичарот Петар Георгиевски Камиказа со поддршка од Левица. Кандидатура најави и лидерот на Твоја партија Александар Тортевски. Во меѓувреме течат и останатите изборни дејствија. Заврши увидот на избирачкиот список во кој проверка направиле речиси 15.000 избирачи. Инаку кампањата почнува на 27 септември, а завршува на 15 октомври на полноќ. Локалните избори ќе се одржуваат со почитување на мерките за превенција од ширење на COVID-19.